Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание. Јади Бурек, гостин вечерва мој драг пријател, се извинувам што вака персонализирам, но драг пријател ми е, Јанаки Митровски. Ај соседи сме? Ај комши сме. Комши, да. Фала Богу. Умало. Јанаки, подолго време не сме се видели и со право, и со добро, а во меѓувреме мене ме интересира, бидејќи приватно никогаш не сум те прашал, иако почна да се појаваш, почна од кај мене вака малце на телевизија повеќе, па почна да гостуваш скоро на сите битни медиуми и подкасти и на крај финишираше со свој подкаст наречен основано семнение, оправдан сомнеш, ке кажем. Што те иницираше да го направиш подкастот, бидејќи имаш работа доволно стресна и превише преку глава. Да. И имаш све што ти треба. Што ти требаше и оваа белја? Да, забелешка е на место, затоа што ми доемал се многу оваа полусезона веќе кога фатив ми со подкастот, зашто види се факт е многу помош имам од продукцијава, пошто они си го работат тоа, јас само треба да дојдам нели да го истурам тој еден саат. О, браво. Саат време неделно, ама и тоа некако многу ми се фаќа, и знаеш како е, сам знаеш, договарај се со овој, со оној, не можел, не спремај се малце, сега пак треба да го личи. Што ми текна 2 години негде беше идејава стара да се почне со подкаст собствен. Зашто? Бака сум нели комуникативен лик, сакавме да сум човек кој што бара предизвици цело време, не се задоволува лесно и меѓутоа во меѓувреме од идеја до реализација се случи во Македонија хиперпродукција на подкасти, што е легитимно, нели? Секој си го бара местото по сонцето, со тоа што првично требаше да биде заедно со уште еден другар и првата епизода, ако си ја гледал со Горан Михайловски, е така со другар ми Емил, некако тој не се пронајде, дали тремата си го направи своето, не беше. Горан Михайловски, новинарот. Горан Михайловски беше прв гостин од СДК, сакам да кажам. Така и дојде заедничката идеја, односно другар ми Емил ме спои со Пеџа од А1 и така почна. Имаше 19 епизоди прва полусезона, да наречеме, бидејќи почнавме во февруар. 19 епизоди, завршивме 1 јули, што се смееш, има 1000. Не. Ај сега пошто го перцепираш све ова многу добро. И ќе завршиме, само да завршам, и нели летна пауза правиме и ќе продолжиме негде 15 септември. Фала Богу, затоа што едини си кој знаеш да идеш малце контра мејнстримот, што е добро, а да не биде тоа опозицијски ова, туку то биде здраворазумски. Значи, common sense е кај тебе она што најмногу ми се допаѓа. Ако си приметил, не, а и така се договоривме за прва полусезона да не се форсираат политичари, реално многу простор имаат, но исто така и сме договорени, тој договор сигурно ќе продолжи, дека нема да биде од тралала Шинел, затоа што сега знаеш како се гледани тралалајки, значи со викање, со скандалозни, со сензитивни теми, со кој со кого легнал, кој со кого не легнал, ниски муабети, може би се гледани, меѓутоа ние сакаме малце попаметен контент, знаеш, ќерка ми има 16 години, кој уклучи ако ме види и ако се излаже, а нема да се излаже да ме гледа, она е многу поскромен од мене, синов е под џамбас,
сакам да има нешто да научи. Значи сме викале лекари, сме викале сериозни новинари, сме викале, пар имаше случаеви кои што сакавме да Дури и даеме суди. Имаше, па види, сега малце Океј, чекај. специфично зашто не е судечки судија, а и не знам и колку е окей како адвокат да викам суди, има да ќе Сакам, имам посебно Имале прашање, пар- сакам неколку Ајде. објаснувања во врска со тоа и тоа ќе се надоврза. А туку, дали сега ми даваш вака кредит кој, иако сум абнормален, дебел и таков натаму, како издржав јас со секој ден будала концепт земав? А ти си еднаш Да, редовно. тоа е многу, Абе, многу човече, напето. ќе пукнам. Види, дури да ти е примарна, еве, ти е примарна професија, многу ме разбира. Значи, Не. прво, Изгорев, у Македонија, изгорев, еве второ признавам. ќе изгореш, ти Изгорев. неделите ги форсираш? Како? И недели идеш? Не, од понеделник до петок. А до пак е многу, ме разбираш. Не да е многу. Плюс твоје траја, ба е... 10 сати, 2 сати емисија. Да. Арно сум жив. Види, реално ќе ти кажам од тоа што сме го приметиле, подкаст не треба да трае треба да биде траењето меѓу 30 минути и час, ништо повеќе, па и тоа е многу затоа што ја не знам како траат по 4 сати, кој си да гледа 4 Го сати. буста заради спонзорите. Сигурно го буста, дел од нив се сигурно бустани. Апсолутно. Значи има и софтвер со кој што тоа може да се провери, а види, дел од овие тралала се сигурно и гледани, за жал се кај нас тоа има пазар, тоа е жално да се констатира, ама е така. Дел, меѓу тоа и има публика и која што органска, ама она што Види, само да кажам, ние сме приметиле дека после 40-та минута, значи драстично паѓаат лайв вјуз. После 40, реално толку може да задржи внимание. 4 сати, не знам, најинтересен човек на светот да не го гледам. Ај, некојаш ќе ти објаснам зошто имав, иако бев дел од цител програмата, зошто имав проблем со кога дојдоа јаки спонзори кај мене, веќе ги фати нервоза. Зошто? Затоа што вика, Види се, тоа ствар договор. нели не, ја бев како надворешен со работа. Ама не, Никогаш битно, не ме како ќе се вработи. договорите, така? Ниедна телевизија не ме вработи мене. Вака, вестите кога почнуваат има пик. Така. После 3 минути пикот паѓа. А Јади Бурек качуе и држи 2 сати. На Сител 3 идеше, така? Сител 3. Види, све е ствар договор, и за спонзори е све ствар договор. Да. Ама не, ја тоа сам си го договарав. Сам си крив. Ако Сам не што сум ти крив. утко, сам си Да, крив, да, не да. си се... Све Види, сама го не се цени што е најточна Све работа. што на сум свет. се сјебал у живот, сам си Така е. направив. Ама Најголем дел од случаевите е така. немам ум како твојот. Ја, знаеш што, ми се Не, допадна Зуми, треба една да се цениш малце, ме разбираш. твоја изјава во последниот подкаст која викаш, абе јас сум кога станувам, вика, мене судот ми е крши улица, вика, како ерекција Да. ми е, вика, како ерекција Да. утринска ми е, да Да, идам, особено сакам на да се утринско судам, сидење, да. сакам да се докажувам. Да. Вау. Не ме напуштило уште тоа, иако да ти кажам искрено, последните 2 години ја многу си ја сакам професијата и реално сум многу благодарен човек. Можеби луѓе што не ме знаат доволно, делувам за арогантен, не знам, за препотентен, са и е така и не е така, затоа што Не се од друга правдај страна никош. воспитување не се правдам, таман работа се слагам со тоа, и воспитание во нас не е такво. Прво моите татко ми е уште жив, беа и се уште е татко ми, значи многу Фаца. посветени Поздрав. православци, но не посветени православци и сега мајка ми беше многу способен адвокат, а многу скромна од друга страна. И џамбас и скромна. Некако знаеш, комбинираше со православие, хептен, значи си беше она поверава, значи максимално. И она многу се разочара јас кога раскрстив нели со религија, значи тоа беше за неј зептен вака големо разочарување. И сакам да ти кажам, поинтата ми е благодарен сум многу да навистина можам да екзистирам од професија која што многу сакам, но во последните 2 години ми зима многу данок, се поише обврски и ќе видиме, искрено да ти кажам, се обидов во 1-2 наврати да аплицирам, таму малце тешко се влага, на UEFA Football Law Academy. Знам пред неколку години говореше. Пред 2 години сега аплицирав 2 пати, првиот пат мање више, вториот пат Што те влече? знаев дека ќе малце промена ми треба, искрено да ти кажам и малце сакам надворот. Не да се иселам, тоа може да се работи од тука, ама малце да се трнам од тука. Така малце ми е премногу. Овде кај се нафати со Ќе пробам уште најтешките еднаш, случаи, да, кривично ќе пробам убиства. 27 уште еднаш, ама ќе поработам на тоа малце повеќе. Оваа година немав време да поработам на тоа. Таму има некои 25 места, од кои што 105 апликанти имаше годинава. Грото 99% се примените од федерацииве, што е лош, мислам луѓе што работат у федерации. Пардон. Иначе кај нас аплицирајќи за ова, сфатив дека например поактивен на УЕФА и на ФИФА,
треба да има специјализирано или посебен суд, или ако нема посебен суд, специјализирано судско оделение за фудбалски спорови. Кај нас фудбалски спорови се решаваат у комисија на Јанко Петко Митков, во комисија на И не можеш да стекнеш искуство. Ама не е така пакти на ФИФА, тоа е незаконски, ме разбираш. Меѓутоа е си го тераат. Доброто е тоа што можеш да работиш по цел свет, например со оваа лиценца, што одиш. А на академија би се запишал исклучиво заради првознаење, никој не се роди учен, тоа се нови значи регулатива, антикорупција, судења, све се учи. Допинг. Антидопинг, све и после тоа се полага се стекнеш со лиценца. Ќе влезам последно да ми ја како да ти кажам. Ќе ти биде активизмот за травата проблем? Не верувам. Види, канабисот у принцип не е допинг. Не сум сретнал човек што конзумирал канабис и освен ако нема вака бар на крајот на стадионот. 3,5 години активно не конзумирам канабис. Ама активизмот ти остана. Апсолутно да, без некоја Ја не конзумирам цел живот, причина. Меѓутоа паднати сме со тоа, сме многу паднати, знаеш, некако таа приказна ја угушија, успешно угушија. Успешно. Се угуши милом, силом, намерно, ненамерно, падна, сега има некоја нова конзервативна влада која што сигурно не би се нафатила на таа приказна, која претходнава не ја истурка. Пазарот не ги даде своите очекувања, например, ќе ти кажам, ова е сигурна информација од бизнес секторов ми е, дека ако во 2018, 2019 очекувањата беа дека до 2025 европскиот пазар на канабис ќе биде 5-6 милиарди, 25 е 600-700 милиони, значи тоа е 10-кратно. Види, фармакоиндустријата си го направи своето. Значи една сатанизација, едно спречување на регулации. Ама затоа кокаинот Во Скопје има кокаинска пандемија, а ако сакаш да ги земеме, не сум проверил во последниве 2-3 години како е, меѓутоа кога имав еден стручен труд за едно научно списание кај нас, буквално има години кај што во грамови се мери заплената на кокаин, а канабис е, значи, турбо. Сега во ред најраспространета забранета супстанција и тоа е очекувано, ама малци има сериозна дискрепанција. Ме интересира, бидејќи се занимаваш со најтешките случаи, криминални случаи во земјава, тоа е крвните деликти, и ги преземаш. Како се носиш со сите тие сведоштва? Гледаш филмови, гледаш фотографии, се соочуваш тоа. Мене ме интересира, бидејќи тука малце ја го споредувам тоа со свештениците кои имаат исповед и кои треба многу фокусирано, многу детално да го доживееш и преживееш тоа што тој ти го каже. Како ти како адвокат, како се носиш со сето тоа? Ја мене да ми раскажеш детално еден случај, ја ноќеска нема да спијам. По дефиниција и по теорија, адвокатот треба да биде имун на чувства. Старо правило е, Тома Филато 1000 пати го кажал, и секој посериозен адвокат ќе ти го каже дека судница место за емоции не е, колку год да тоа звучи грубо на пошироката публика. Во реалноста тоа и не е баш така, никој не е роботизиран до тој степен. Например, ја ќе ти кажам конкретен случај кој што за мене остави сериозен траг, беше сообраќајната незгода во која што 11 годишно девојче во Велес го загуби животот. Значи ја прегази несовесен пијан млад човек кој што правосилно беше осуден на 8 години затвор, а тешко телесно ја повреди и незината мајка. Тие сцени никогаш нема ги заборавам, значи незините родители, ние што се вика се спријателивме со ден денес понекогаш во последно време слабо и поради обврски сме во контакт. Мајката преживе? Мајката преживе, едно дете им беше. Значи тоа е, како да ти објаснам, пострашно не постои. Состојаво беа веќе во средина на 40-ти, значи не е кога се имам 30 години па ќе пробаме пак. Значи една огромна завод. Тоа е случај вака што конкретно многу има оставено трак на мене и можеби заради тоа ќе ти кажам дека кога од Црн ѓавол бегав од кочани предметот, тројца обвинети ме бараа за бранител, не се нафатив, дели од оштетени ме фатија, не се нафатив. Едноставно таа траума не сакам да носам, колку год да звучи тоа грубо. Знам дека тоа не е работа, меѓутоа во последно време повеќе гледам да работам на себе, на менталното здравје, иако тоа е невозможно. Види, неко 150 службени телефонски разговори во просек сум правил некој просек, имам секој ден. 150 луѓе добар ден да ти речат, ќе ти досади, ме разбираш? А ние, секој адвокат ќе ти каже, не е тоа само кривично право. Значи ти земи себе, мајка ми работела со сообраќајни незгоди, оштети се,
секој си се ова со својата мака. На тие луѓе им требаат пари, имаат кредити, Сака да биде матура сослушан. да прави, сака да биде сослушан, секој си сака предност да има пред другите. Знаеш кога мен многу пати ми реклаа луѓе и тоа се управо. Сега му кажувам имам 150 активни предмети, мене не ме интересира за другите 149 предмети и двецата сме оправо кога ќе видиш. Сега ма ти кажам, сите сме помалце психолози, сите адвокати треба да бидат помалку и психолози и да имаат разбирање. Меѓутоа ти кажам во последните 2 години многу данок се зема затоа што премногу врски и не сме мала екипа, не сме ни толку голема, ние сме 7 души во канцеларија. 7 души во канцеларија. Да. Како се менаџира една адвокатска канцеларија, тоа ме интересира. Еве, да е бизнис некој, ќе разберам. Ти си набавка, ти си дотор, ти си ова, ти си она. Како ти тоа го организираш, менаџираш, за да тебе ти е полесно? У принцип сме поделени на бројки, збориме за предмети. Например, влага предмет 1/25, 2/25 е на Наташа, 3 и 4/25 се на... А не ги водиш сите предмети? Не, ја имам бројка 2 држам, уште тоа да правиме да се... Меѓутоа сите кривични ги водам јас. Кривичните Тука е малце лошо, девојчињава се плашат, а и проблем е кај кривични што се плашат? не сакаат да работат кривично. А кривично? Не сакаат да работат. Зашто? Што е проблемот? Не е да нешто има проблем, него едноставно не сакаат. И кривичното кај нас од секогаш се сметало за машка професија. Например, судијки во граѓанскиот суд најголемиот, сооднос женски према машки суди е 9:1. Вау. У кривичниот суд е 8:2, пример, ме разбираш? Адвокатки, ако ги исклучиме кривичново, се исто така повеќе од нас, ама еве некако кривично се грото, значи една-две жени имаа што се поистакнати адвокатки кои што се бават со кривично, тоа од секогаш било така и не знам зашто, као машка било, дека сега треба да идеш по притвори, по ова да се отретираш, тоа било машка работа, девојчињава некако го одбегнуваат, ги работам сите кривични предмети и 2 од граѓанскиве и у принцип како се менаџира, ќе ти кажам, секој утро ни почнува со припремничкиве што ми се 2. Кога и да ми текне преку ден, правам подсетници, си имаме група, после тоа ги поминуваме, правиме распоред се прави секој петок за следните судења, се делиме со врските и тргнува во. У принцип, прилично е хаотично кај нас преку ден на... Немате она седнење, јас имам овој предмет, па совети од тебе, од колегите, У од принцип, ово. доаѓаат кај мене, пошто канцеларијата ни е од еден стан, и доаѓаат кај мене до канцеларија кога треба нешто да се реферира, еве, така да го наречеме. Прилична автономија имаат, бидејќи имаме екипа која што е, Значи, например, оваа година, ќе ти кажам дека и сум многу гуртната жена. Оваа година во септември, Наташа од моја адвокатска канцеларија ќе стане прв адвокат у канцеларија што има 25 годишно искуство, што не е мала работа. Вау. Да, Браво, 2000-та е почната, ќе гледаме нешто вака интересно да направиме. Као супрајз, сега го кажам на телевизија. Дарвил Саат, знаеш порано како беше време Така ли на му Тито, даја? Дарвил Саат. Кој бе Дарвил, не ги знам Дарвил. Не е мала работа и нормално дека са на жена што помало, што има и подолго трајно искуство, имам 15 годишно искуство, на 25, сигурно дека имам верба да оставам автономност. Ја донесе Русковска кај тебе у емисија, после верувам дека тоа беше повеќе реакција на она незино, на она што неќам ни да го спомнам, човече, неќам ни да го мораш и се јави? Да, го мора. Го мора, што го мора. Види едно нешто ги ти кажам. Идам на кај Грција, на викенд. Зошто она му крена уопште и тоа не ми беше? Ја исто да не, ај што му крена. Што не му спуштиш, сак идам ќе се објаснувам за тоа. Како има пресуда за неговиот случај, ме разбираш? Така. И ја спорува на законит начин. Проблемот е, иначе една анегдота ќе ти кажам. Кажи. Кога помина снимањето со Русковска и она треба да иде, за пример, снимаме петок, треба да иде у вторник. Добро. Он понеделник мислам дека има подкаст. И ми вика, оваа ми пишува, вика, овој вика пак ми врти. И викам, како бе не ни текна, викам, требаше да претпоставиме дека пак ќе ти викам да седнеме заедно и ја да му се мало. А не ми текна, после ми текна комисија. А со тебе малце потешко ќе излезеше на крај. Види, едно нешто да ти кажам, идам нека Грција. Добро. И почињаат да ми го праќаат луѓе. Дека таму се глупирал ме зборал, не го правил, мислам, ја сум дебело кожа, што сега не го знам. И тоа значи стане масовно, значи ми го пратија 100 луѓе. И сега кој од да го тужиме,
мојве дел од мојава клиентела да го тепале, викам Да, па ова да одговараш. тебе кога те омаловажуваше. Да, да Не за одговараш. рускоска, не збориме, ова тебе да кога те одговарам, прозва. викам за него или да си ги трошам да го тужиме, зашто би го тужил? Зашто би си мене другари и пријатели и роднини што се вознемируваат, мене ме иритира, и кога не се изиритира воопшто затоа што глеј, мозочните келии да си ги трошам на таков профил на лик, тоа е пораз, би си го сватил како пораз. Тој ден би сватил дека толку не сум успел, ме разбераш? Зашто било кој би се занимавал би си ги трошил мозочните келии, не знам, и сечие право. А како би се Меѓутоа осеќал беше он добра забава. да те испофали? Исто, не би си ги трошил мозочните келии. Кој репер ми е тој човек, види. Сум држал предавање со Тома Фила. Ова не е курс, факт е. Значи со Тома Фила, кој што јас сум го донел тука, кој што е, значи, алфа и омега на Балканов за адвокатура. Сум бил интервјуиран од... Жив е Тома? Да, жив. Браво. Двама не се судија дам. Советник у општина Београд. Он им беше носител на листа на Дачиш, мој советник. Сум бил интервјуиран од добитник на Пулицерова награда кај мене у канцеларија и сум бил единиот адвокат што е на Нью Йорк Таймс. Значи, сите амбиции што сум сакал во животот сум си ги остварил. Као дете сум читал Фокус, сум сакал да пишам во Фокус, сум си го остварил. Сум сакал уште некои пар амбиции што нема да ги кажам. Сме смени ми са кратко, ќе ти кажам, кажам прво краткометражен филм инспириран од мој случај, кој што ќе го праќаме по фестивали и ќе гледаме да излезе на некој убав фестивал, ќе пробаме, сега тоа не зависи само од нас. И сега пробувам да се бавам со на повисоко ниво со УЕФА фудбал, со УЕФА фудбалско право. И се ти издржиш буки 13, како да ти кажам, значи одредено ниво мора да се држи. Ако сака човекот да ствара ефтина забава за народ, за жал ќе нас има публика за тоа, органска публика, не што ги бустаат, они ги бустаат, меѓутоа има публика, се тоа е факт. Нека има. Такво ниво на таков дебилизам или да излага, не знам, да ме коментира само прогласен стилист као Сергеј Вавошлија, кој што патем ќе го замолиме да излезе да почне да живее во системот и да ми ги исплати 600 евра што ми ги должи на име адвокатски трошоци, а на мојата странка да ги исплати 1000 евра што ги должи на име трошоци за клевета, бидејќи јас на суд имам докажано, например, дека човекот лажно се представува како стилист. Јас си го кажам моето таму кај што треба да си го кажам. Ја имам пресуда ќе ти ја дадам, кој што 2019-2020 година, каде што тој човек на емисија на телевизијава на Гомора, која што беше, а не беше негова, му ја знаеш профилот на емисијата, значи со ругање, со најдолни навреди, господја од Битола се реши. Нами колешка моја ја тролаше. Господја, види, тоа и треба да се размисли дали е начин до барање на спонзорства и тоа треба да се истражи. Ме разбираш? Па и спонзорите да ги подбереме. Па тоа сама не во смисла, те ругам, па ако си изрекламираш кај мене, бе сваќаш што сама ти кажам. Монти Пајтон, она. И тоа треба да се провери. Влего е у јавна куќа и звони телефонот, драг. Вика, благодарам, вика што не ти кажам, гледавте. значи, господја од Битола се реши да го тужи, не можеше да преиде преку тие гнасоти. Он не доаѓаше на суд, се плашеше. Мислам, не дое, негов проблем. Зашто? Судот, нивниот став на неговиот адвокат беше дека он е стилист и дека му е работа да критикува модни стилови. Ја докажав. Значи има национална класификација на дејности, каде што вака доаѓаш до С и стилист не постои како регистрирана професија во Македонија, ни моден критичар, ни ништо. Всушност се измислени професии од искомплексирани луѓе. Кој може мене да ми каже дека мичка не ми е добра, ако мене ми е добра, ми ја сакаш поентата. Така да ние на суд докажавме, го лупнав на извршител, му земавме као нешто 100 евра, отиде се одјави и оно тога живее во системот. Сега, тој човек мене да ме коментира или другар му да ме коментира, слободно нека ме коментира, не може да спречам, меѓутоа верува и до тестисите. А зашто не го тужиш? Зашто би го тужил? Не, па да му земеш пари. Не може да му земеш пари, тие луѓе живеат надвор од системот. Гомора вози возило од 150.000 евра, има блокирани сметки од 2008 година. Живее не знам каде у некој елитна населба или луксузен стан, нема легални средства денар. Државата се позанимава со тоа. Јас убив од даноци плаќање, возам кола која што е поскромно од него. Пошто тоа мој избор, не дека не можам да си дозволам. Tell me about it. Ми ја сваѓаш поентата. Tell me about it, ама ја. Ќе се вози мене пријателиве мои роднини што ми го праќаја и како што се возимирува, мене тие не ми се разбирливи. Таков лик бара сензација, тоа е тоа. Слободно уште 5 емисии нека ми направи. Сите костими што ги избаци, сите се екстра. Не може да ми брич. А не фраерски си ни многу со. Најфраерски се нека не ми кажува. Прво, убав човек си, висок си и ти стои. Па има една убава работа кај тебе и кога ќе качиш килажа, не лажица, значи со килажава никако не може да се изрегулира. Прво не сум геј, па да ти се удварам и да ти го чувствувам 128 сум, никако не можам да се изрегулирам, тоа бегај, значи
седи мирно. Рамен стомак сум имал од втора факултет. Морам да признам дека има една фасцинација кај мене, те сметам за хуманоиден супермен овдека во Македонија, бидејќи ја во својата кариера не сум сретнал човек со повеќе енергија, остајме сега ја ќе јадам го Така бе? овај бурек. Не сум сретнал со повеќе енергија. Ме наежи кога кажа кога последното го кажа, намерно го повторувам. Станувам, преминувам улица, идам на кај суд и осеќам возбуда скороеротска, сакам да се судам. Да. Сакам на суд да се докажувам. Тоа е страшен порив. Тоа е искреност и тоа е, значи, човек што работи онако што го сака или што викаат јапонците, тогаш што вика тоа не е работа, но се исцрпуваш, а во исто време немаш големи пороци. Имаш среќно семејство, кое ти го знам, соседци. Да. Имаш прекрасни деца, имаш прекрасна сопруга. Татко ти е фреериште, ги гледам сите оние со ја се грижиш за сестра ти. Гледам оние прослави кога се собира. Па тоа е како во 50-тите, 60-тите, слава било роден ден, било 50 души. Тоа е реткост денеска и енергија. Едно гласување. Дојка Јанко, ќе дојде. Дојди на ова, ќе отиде. Дојди вамо, ќе отиде. И целата таа енергија, мислам, нели веќе, добро, младци, 40 години. Немам у јануар. Немаш уште? Уште немам 40 у јануар, да. Сега од кога се избричив, долго време не сум бил, само ми е подпорасната. Се избричив, долго време не сум бричен, онака скроз као 5 години помлад ме тоа. Брат, али ова краткава коса е добра. Да, ова ќе ти го побрзам со сега со свежи пред да дом кај тебе малку. Па за промена чисто. Ако бе, ферија ни е денес, нас ти почне ферија како ние ќе имаме судења што Кој? работиме притвори, па судот нема да работи редовно до 15 август. не е тоа од 1 до 30 август? Не, од 15. Порано беше од 15 јули до 1 септември. Михајло Маневски се направи паметен, многу сме имали одмор адвокатите, и го скрати 15 дена. Иначе ферија измислена. Многу си му лут на Михајло Маневски. Многу му замеруваш. Лут не сум на никој, меѓутоа немам почит. Немаш почит, зошто? Беше он кај мене и нешто Затоа искоментира што тоа. Он е персонификација на заробување на судство. Дека немало се. Зошто? Каде е Еве тоа сега што ги го кажам. направи? Тоа почна по сериозно заробување на судство, барем од оние ја што ги памтам, почна со владата на СДСМ, Ленчо Софонијаска се викаше, што беше на Републички судски суд. Да. После незе дојде Михајло Маневски, кој што долги години беше алфа и омега во тој дел, одлучуваше кој ќе биде судија, кој нема да биде судија, имаше многу сериозно негативно, иако за него тоа сигурно е позитивно влијание. Значи тој него најубаво го има колегата Тортевски опишано во еден свое писание, каде што кажува дека ги научи тогашните властодерци како да го контролираат судството. Да, и тоа е мојата голема замерка до него. Како власта го контролира судството? Многу лесно преку судски совет. Значи судскиот совет е тој што бира, да, може. Тој што бира и тој што Држи го разрешува. кадар, ја ќе станам. Тој што бира и тој што разрешува суди е судскиот совет, и не случајно и сега се заложбите такви да се нели расчисти со судскиот совет, иако не е дека се знаеш како секоја клапа гарнитура условно речено на судски совет влече политички опашки, тоа е факт. Значи не можеш да кажеш дека и овие претходни не влечат, меѓутоа дека сега јас одеднаш ќе имам верба дека сегашната гарнитура сака да стави луѓе кои што се партички независни, и тоа не е така, иако персонално можеме да збориме и за добри и за лоши кадри. Јас знам персонално кадри и од овој судски совет кои што се сега партиски да не кажам, меѓутоа, ама например ја конкретно ќе ти кажам судика од граѓанскиот суд, за кој што во емисија вака дознав Искра од Алфа ме пресече дека е сестра на тогашен пратеник од Израел, а например јас со таа жена сум растал како адвокат, многу ја почитувам, врвен судија, не знам и зашо отиде у судски совет по мојата Што треба грешка. да се направи судството да се коригира, да почне Кај нас ништо, се помалку верба имам во тоа, во смисла на, види. Што е решение по тебе? Мит е дека се судиите корумпирани до степен до кој што се верува во Македонија. Збориме се за кеш корупција. Добро. Тоа е мит. Значи, корупција треба да се бара секогаш во повисоките суди, во пониските судови малтене и да нема, не дека ја нема, меѓутоа ни оддалеку колку што се мисли. И сега, најголемиот дел од судиите се стручни, најголемиот дел од нив ги почитувам, дел ги сакам, дел ми се пријатели и дел секако дека имале сериозен импакт на моето градење како правник. Смртен грев за судиите со
многу екстремно ретки случаи е што се молчаливи пред политиката. Едноставно се приемчиви на политички притисок и не го креваат гласот. Еден позитивен пример е судија од организиран криминал од Скопска единица, односно од кривичен суд, кој што и сега имаше некои жестоки реакции, но тоа се онака на прсти да ги избориш. Значи тоа е нивниот смртен грев да се они приемчиви на политиката и да немаат храброст да се спротивстават. Не може да излезе министер за финансии и да рече по закон за судски буџет им следи 0,8% од вкупниот буџет, они им даваат 0,4 и да вели министерката не сте заслужиле. Во било која нормална земја судиите би се кренали на нозе, прво самите медиуми би ја изеле министерката да не смее тоа да го збори. Едноставно е закон, ме свеѓаш. Ние можеме да збориме дали е довербата висока, ниска, меѓутоа законот треба да се испочитува и на крајот на денот не можеш да бараш резултати без да имаш услови за работа. Судиите прво судот е во колапс, во смисла на кадар. 10 години се влече состојба на, ако пред биле 650 судии пред 10 години сега се 450, тако не си помалци под 400, не се паднати, по систематизација треба да 450. Стручен кадар многу нема, платите се ниски, никој не сака да особено да си стручен соработник во организиран криминал, ти треба да главиш, а тоа не ти се плаќа преку време, треба сабота да доеш и кој сака да се напади. Така да не е секако што изгледа, а фаци како Михајло Маневски предничеле во заробување на судството. Едноставно власта оперира преку судскиот совет и така се внесува постучно страв како сакаш. Види, во тоа време страв и трепет беа и стварно беа страв и трепет, затоа што и Михајло и супругата негова, мислам да се живи и здрави, они се хајлендери заедно имаат 200 години и ја им посакувам долговечен живот. Меѓутоа, например, ја ќе ти кажам пример да колку год да не звучи ова звучи грубо за јавноста, на Бајрушко му го кинаа притворот од апелација, што има полно право апелација да донесе. Се ние можеме да шпекулираме без основа на што тоа се должи и како е донесена таа одлука, значи ги разрешија двајца судии ги разрешија за одлука која што имаат по закон право да донесат. На крајот на денот и притворот треба да биде задња мерки, најкратко можно да трае. И они добија на Страсбург, тужаа на Страсбург и добија на Страсбург дека се незаконски, дека се со повреда на право на нивните права на правично судење се разрешени и државата исплаќаше оштети разлики плати. Така немам високо мислење за тој. Знаеш, публиката доста реагираше за некои сообраќајни несреќи со смртен исход, каде што во Тетово доби многу блага казна, овдека реагираат. Значи, судиите прво ќе донесе вака, ќе донесе притвор, јавно обвинителство реагира, па ќе се кренат, не знам, политичари и јавноста, па ќе се преиначи. Тоа е уште полошо, ми се чини, од што првичната блага или преблага пресуда. Кривично дело, тешки дела против безбедноста во сообраќајот со смртни последици носи казна малтене на ниво на убиство кај нас. Значи, тоа е ако е за убиство од 5 до 20 години, е од 4 до 20. Реално да збориме, моје дете да погине, мене затворската казна нема да ме интересира, ја ќе сакам лично, персонално да го задавам тој што е сторител. И тоа е нормална реакција. Значи, првично на дете во што работевме од Велес, што погина 11 годишно, 18 години му определи судија Габриела Гајдова усовет со судија Валентина. Тоа е скоро максимална казна. Што јас се фрапирав лично како полномошник на оштетина, мене ми дое како онака многу. Апелација скрати на 8 и до сега нема да коментираме за Васил затоа што таа не е правосудна, меѓутоа до сега највисока правосудна за сообраќајка со смртни последици сторена со умисла е 8 години. Значи јас сум видел еднаш таму и еднаш во Кочани имаше каде што му земаа за зло затоа што он си влегол прв у колата, овој причинител. У кола се возеле се истумба, он бил пијан. И кога дошла првата помош, он најмалку повреден, он прв влага у брза помош, на гаптен безобзирно, ме разбираш. Не можеш никогаш не сум бил пропонент на тоа дека треба прво кај нас пракса не е изворна права. Не можеш ти да кажеш доби тој во Тетово, како што не може, например, ти имаш одбраната на одбрана сега да каже, ама во Тетово тој доби 2 или 3 и сега треба и Мојов да добие 2 или 3. Исто така како што не може никој утре да каже, ама овој доби 12. Не, се гледа од случај до случај, има околности, има допринос, нема допринос, лични и семејни прилики и така натаму и така натаму. На крајот на денот пракса кај нас не е изворна права и кога се користи кој изворна права не се користи за санкција, туку се користи за тоа дали има правен преседан, односно правен основ за да се одлучи како што ќе се одлучи. Како се осеќаш после пресудата за Палчо, бидејќи ти преди да Палчо отиде во затвор и го направи делото, имавте личен
конфликт, јавен Не би го конфликт. нарекол каде што. конфликт. Јанко се осеќав исто како после пресудата започна се осеќав исто како што се осеќав Елена Ристевска кога се разведе и тоаш ме заболе, ме разбираш? Значи како да ти кажам, јас воопшто тој човек нит ми е битен како што самиот смета дека ми е битен или како што можеби јавноста тоа го доживува. Као Петар. Не било тоа конфликт, туку тоа знаеш, јас сум реагирал неколку пати на види, ти си барем ти си повозрасен, тебе не мора да ти кажам. Не, Палчо беше еден од првенците на СДСМ во златната транзиција. така е, Кога ја опустошија Македонија. така е. Мами Растлака, значи наследник на комунистичка партија, кој што од нема и каде на стари години станува турбофолк патриот. Не е тоа ни патриот, него турбофолк националист. Значи на најдолна шовинистичка фаза на национализмот. И што е најтрагично, доста следбеници лајкови има. Тоа секогаш кај нас види, Да, национализмот секојаш секогаш продава, секојаш има, да. секогаш продава гласови и во албански блоки кај нас. Сум реагирал неколку пати на неговото сатанизирање на етничката заедница на која што припаѓам, тоа се нормално власите, што е малце смешно, сум го зборал повеќе пати, сопругата му е влајнка, значи детето му е влав. Ти си влав? Не, јас сум, само да кажам, сопругата негова е влајнка, Аха. па А он јаде трици против властите. можда оно не се разочарал, Да. па са ние сме му сите криви и не би навлагал, меѓутоа и така тоа не беше некој особен конфликт. Кога почна судењето? На крајно манипулативен начин, што он го збореше што е срамота, прво не знам ни зашо суд таму се дозволи, мада не може ни на завршни зборови да го прекинуваат. Во два наврати, еднаш ме прозива мене и Љупчо Златев, друг пат во завршни зборови мене ме спомна дека јас Во завршни Да, зборови те да, спомнам. дека јас сум му ја изминирал одбраната и дека не можел да најде адвокат кој што му се О, нападна. да, дека ти си влијал на колегите Што да не го бранат. точно. Сум барал да не го бранат, што не е точно. Најдеа снимката, тоа е од Централни вести од кога беа апсењата, од Централни вести во Сител, на Сител, со мислам дека беше со Валентин, со начарите, овој Валентин беше, да. Каде што јас кажам дека јас не би го бранил. Така и беше прашањето, дали би се нафатиле да го браните, ја викам, ја не би се нафатил. Потполно свесен дека види, има исклучоци, само под ретки исклучоци можеш да одбиеш кривично правна помош. Ја и тоа го кажав, ако смета дека правам представ мојава комора, нека ме пенализира. Значи и на тоа сум спремен, но ја не би се нафатил да го бранам. Меѓутоа кој сум јас? Ни оддалеку не сум ја толку влијателен како што он тоа го спинува. Да на 3000 адвокати кои што леп вадат, ја например за овоите адвокати немам никакви замерки, го бранеле најдобро во рамки на своите способности. И секој има право на одбрана дури за такви кривични дела. Не постои погнесно од убиство на дете. Што е погнесно? За Ништо. еден знам дека се откажа. Тој се откажа, види се, такви ликови социопати ти треба да ги трпиш. Значи онда ти го води предметот, што никогаш не сум дозволил. Јас сум откажувал полномошно, ако требало и наградата сум ја враќал. Значи само не може ако во тој случај ако знаеш све што ќе ти адвокат. Не треба вака така затоа што види тоа те става во една многу незавидна позиција. Утре ако не испадне според очекувањата на клиентот, а не според реални очекувања. Мене не ме слушаш. Да, јас си знаев, па ти не направи така. Така да, тоа подобро од старт да го расчистиме дека ако сте ми доверили ја да го дам предметот, ја да го дам предметот. Овдека рече Таа е неправосудна пресуда, они сигурно ќе се жалат, ќе видиме апелација што ќе каже, има ослободителна за таткото, обвинителството, па на таа ќе се жали, така да ќе видиме. твојата проценка овдека беше дека јас те прашав пред неколку години и ти рече нашиот суд за мотивот. Добро. Нашиот суд за да те осуди не мора мотив да се знае. Да, се бара мотив за да се бара да се утврди мотив, не дека не, но законски не е нужно. Значи Не е нужно како западното што да, е. таму ги барат. Кривичниот законник на се јасен дека треба да се утврди време, место и начин на сторување на кривично дело. Тоа е за да обстои една пресуда. Така. Што е утврдено со пресуда, ќе видиме не е правосудна, не може. Од она ти што го знаеш од предметот, што е јавно достапно. Добро. Кои се твоите заклучоци? Во смисол, во која Што се случило? Виновен е, не е? види, Што ти мислиш? не сакам да им одмагам на колегиве, Океј. нити да им помагам, нити Дали смееме да шпекулираме? мене бранителот, човек кој што го почитувам и еден судија поранешен сегашен мој колега, тоа е Владимир Тифич, кој што направи за мене најфраерски потек, Добро? им покажа среден прст. Он неколку пати конкурираше за апелација. Немаше очигледно овакво партиски конекции за да може да напредува, човек одлично квалифициран, 10 години судија не може да напредува, малце не е окей. Добро? Им покажа среден прст, сега среден прст, ја го кажам, Владо не би го кажал тоа не по нели вака посталожено од мене, меѓутоа им рече ви Колку, благодарам. зашто? Си отиде од многу удобна позиција на судија во организиран криминал. Си Добро. отиде
и си отидува адвокатура. И он тогаш замери на социјални мрежи и тогаш прекинав да го коментирам, сепак го почитувам Владо, не сакав да му одмагам и онака тешката работа, и па и не испадна толку тешка на кај, затоа што реално не дадоа докази за, без разлика на мојот логички заклучок, за неговата вина, и Владо тогаш се наљути нешто, ми прокоментира и од тогаш прекинав да го коментирам директно случајот. Сега да шпекулираме дали се виновни или не се виновни. Едно нешто ќе ти кажам. Ти не можеш да знаеш некое тело каде е закопано, ако во тоа не си на овој или на оној начин инволвиран. Која е стратегијата? Се зборам за другите, не за Палчо. Која е стратегијата? Да ти идеш покажуваш кај се телата и после викаш ја не сум од овде. Разбираш, ја не сум инволвиран. Затоа што кај соизвршителство не можеш да го повлечеш оружјето. Исто е крив кога тој што го повлекува оружјето, тој што чувал стражите, што возел колата, ми ја свегаш поентата. Значи тоа е институтот соизвршителство. Може би требаше да идат не Палчевски другиве. Ја на пример да сум адвокат на тој што го покажува телото, ја пред да го покаже телото ќе се обидувам да избоксувам поволност од јавниот обвинител, затоа сепак е тоа сериозен допринос во откривање, во расветлување на кривичното дело, што никако не го минимизира тоа што го направиле и немаше да добијат доживотно, може ќе добијат 20 години затвор. Меѓутоа се согласувам со санкцијата ако веќе те наоѓа виновен, затоа што друга казна за убиство на дете ја не гледам. Мислам, законот предвидел од 10 до 20 или да добиеш доживотно или замена 40, меѓутоа ја како судија не видел никаква друга санкција и тука се слагам со судиите нели и со Советов. Дали си задоволен како обвинителството ги процесираше сите овие работи, ги вадеше доказите, а особено делот за мотивите? Па ќе ти кажам, не мора да бркаат мотив да утврдуваат мотив, Добро. не треба да се фокусираат на тоа, меѓутоа едно друго нешто ќе ти кажам. Крајно невообичаено, и тука ќе застанам, крајно невообичаено е да еден обвинител кој што има предмет да добие засилување со втор обвинител. Тоа е крајно невообичаено и тоа многу говори. Што тоа говори? Еве што говори, ти кажи ми. Не знам, појма немам. Еве јавноста сама нека процени што говори, да јас сега сум обвинител и да добијам засилување со уште еден обвинител. Дека ти си во опасност, па Не. ти треба помош или Па веројатно да се- требало помош, да. или влијание за да те Види се случај на многу работа која што не, помина така. јасно ми е дека многу си свесен што смееш да кажеш, што Не, смееш да кажеш. не, за тоа Јас сега да мене видам мене да ми колку за чуело да до сега. ние малце кои не се разбираме во оваа правна сфера, почнеме Па да веројатно првичниот обвинител не се снаѓал баш најдобро, чум добил засилување, што е крајно невообичаено. Секој обвинител си има предмети, си ги работи своите предмети, си ги застапува на суд. Добил засилување во колешка која е млада, способна колешка, меѓутоа едно нешто Кој ќе ти кажам. одредува дал ти ќе добиеш? Тоа хиерархијата, таму шефовите одредуваат, меѓутоа едно нешто ќе ти кажам. Но они увиделе дека тука До шлајфува, ниво, да, дефинитивно, до ниво на степен да треба да се бара разрешување е да стане обвинител на ослободителна пресуда и да бара продолжување на куќниот притвор за овој за татко беше куќен притвор, бараше продолжување. Значи по сила на закон на условна осуда и на ослободителна се укинува притворот. Не може да опстои, станува едниот јавен обвинител и кажува дека барам, тоа беше многу неубаво за гледање за ние кои што сме професионалци, многу невкусно за гледање, неубаво да станува јавниот обвинител ќе вика барам да се продолжи притворот, па сега колешка однаш се трга, па се не да се укине и тоа беше многу неубаво за гледање. Што ја ме гледаш? гледишам у Гледај. моментов само. Секогаш си го кажувам тоа што го мислам. Не. Тоа до крај на животот ќе го правам, баш ми е гале кој ќе се наљути од колеги и дали ќе ми се светат по предмети, тоа кога сум почнал да се занимавам со оваа работа, сум си го Јанаки. ветил одамна дека чест секому, но веднење главата на никого. Јанаки, мене ми е јасно една работа, дека доколку ние не навлеземе, многу лесно ќе ни се повтори. Ако не го расчистиме ова како што треба, некоја нова вања ќе се случи. Дозволи ми. Ако не се расчисти Кочани, пожарот, нов пожар ќе се случи. Нема да биде последен масакар. Ја не одшо нешто сте ми женени, браќа, фамилија, адвокати, суди и така натаму. Себе и децава да се ги штитам. Јас затоа и чепкам. Кај нас имаше една анатема прво за јавно да не се дебатира. Ја кога ќе пуштам Америка, Енглеска, Франција, 300 си лепе материни. Има случај. И тоа се дебати со години. Не Јанаки
Петраки, уште Да. 10 адвокати, овој се кара, овој му фрла, вака било, онака било. Овдека ние се стискаме дал некој ќе каже и Не. тоа ти си еден од похрабрите кој се осмелува за па мене моја лична пријателка ми вика како бе ти ќе отвараш тема со гледачите за убиството на Вања, ќе си отварал болки. Па ја ако не ги отворам болките да збори уште колку Вање ќе се случат затоа што ти имаш некоја посрана емпатија, па се додека лечење не постои додека се ќути. Така не е тука нешто мое лично против Палче или против судот. Јас сум несигурен, јас живеам во страв. Збори ми сакам да знам, ако кучиња лајат да земам средство... Да банализираме, да. Види, кочење е многу тежок предмет, прво таму треба да се почне. Прво не е емотивниот момент за кој што ти зборев дека како ѓаволот крст, колку год да тоа ми се наљутат тие што пробале да ме ангажираат и не сакам да ми се наљутат. Види, искрено со едниот од нив не се договоривме околу финансии, за другите двајци сакав да ги одбијам, едниот беше од обезбедување, за кој што ги сметам за најмалку виновни. Чекај, кажи ми, преска го спомна за да можеш да го продолжиш ово. Ти како адвокат имаш ли дискреционо право да бираш кого ќе браниш или за некои случаи сте облигаторно и рече дека можеби комората може да те казна? По нашиот кодекс на адвокатска етика во одредени оправдани случаи може за граѓанско право да се одбие, граѓанско право. Да, види сега например ќе ти кажам, не работам или послабо работам имотно-правни спорови. И сега не можеш да ме натераш да работам. Кој ги работи кај тебе? Кај нас? Кај тебе? Кај мене Наташа ги работи. Добро, да знам кај кого да се работи. И бараме помош, јас никогаш не сум од многу ретко од кај нас ќе слушнеш од адвокат, што е жално, бидејќи работиме професија во која што за жал има многу завист. Не знам дали е тоа генерално кај нас спорт, меѓутоа кај нас зоизо, меѓутоа не сум од тие адвокати и секогаш сум фалел адвокати кога сум сметал дека треба и еве веќе кога го спомна тоа дека ние секогаш бараме помош или препраќаме кога не знаеме да го сработиме тоа од овој дел од имотно правник кај легендарен адвокат од таа област, тоа е Ванчо Крстев, тој е човек кој што има 75 години, да го видиш вака изгледа како млад дечко како мене, значи струја е човекот, беше порано судија, мајка ми соработуваше од времето со него, значи човекот е струја. Ова нема да го слушнеш од 10 адвокати да викнеш, 9 ќе ти зборат дека се другиве лоши, а он е добар. Јас секогаш сум давал кредит кој што треба да се дае и бегајте, ова е нека и совет, бегајте од адвокати што се знаат. Правото има толку многу гранки да не постои толку способен адвокат кој што се разбира во све. Сите се сконцентрираме на 3-4 области. Што смееш да одбиеш, што не смееш да одбиеш? Например, нема детерминирано до точка што смееш, меѓутоа за кривично за бранител за кривично право баш и така определено дека само во исклучителни случаи можеш да одбиеш одбрана. Тоа е кога те бира клиентот или кога те бира по судски кога за да бидеш по службена должност треба да се пријавиш. За адвокат по службена должност на листа, ја не сум на листа, никад не сум бил. Реално нека не звучи се вечно сум бркал кариера од секогаш, мада и адвокат по службена должност е добар тренинг, иако кај нас е тоа сведено на клатење глава. Не е случајно што по судовите се истите адвокати по службена должност, јас ги нарекувам послушници на судот. Тоа што сте се нафатиле да бидете по службена должност не значи дека треба да клатите со главата и да му помагате на судот побрзо да заврши постапката и не се плаќа соодветно. Значи има тарифник, Скопскиот кривичен суд го крши тарифникот и адвокатите се согласуваат со тоа и тие носат вина. Например, во Охрид не е таква ситуација. Во Охрид, пошто се малце адвокати се собраа и рекоа ние не работиме по службена должност, ако не се плаќа кој што треба по тарифа и мора, затоа што например не може да ги работи притворскија предмети. Кај нас се слуги на судот и тоа се нафаќаат да работат. Ја и ќе го иницирам, се има нова претседателка, која што исто така се крена многу време и треба да се крене затоа што постои добар кој се дига прашина. И ќе иницираме, види, не сум ја сега, треба комора да се занимава со тоа, меѓутоа треба да се иницираат измени у тој вид, иначе почнаа како хортикултурно свире. Ја закачам новата председателка малце. Меѓутоа ајде очекуваме многу. Михајло Маневски се фалеше дека благодарејќи на него имате нови судници, судовите биле обновени. Јас ќе ти кажам една анегдота за Михајло Маневски. Михајло Маневски го има фрлено како, пошто тоа беше комуњар, после стана хардкор во Муровец, како мислам дека републички министар за правда во 88 година, камен темелникот за граѓанскиот суд, кој што се изгради 98 10 години подоцна. После тоа го фрли 2009 камен темелникот за кривичниот суд кој што се пушти употреба 10 години подоцна. Ти кажам, човекот е Хајлендер, значи вечен
Значи да го победам со мач, па ја да продолжам така. Не знам Се што знам ти лично со него и со Верувам. Филимена, они се прекрасни луѓе, вакато од моите Не ги знам лично, не можам да но коментирам. ја ги знам лично. Беше тука, промовираше една своја книга. Океј, добро, колку толку многу е комплицирана. Како му се викаше книгата Патот од комуњар до Вморовец? Чекај, ако ја најдам ќе ти ја поклонам тука. Не, ајде поклони ме, ја никогаш не сум одбил книга, меѓутоа сигурно така се вика. Како да станеш хардкор Вморовец од комунистички чиновник? Многу закачаш, ќе добиеш тужба, гледам, ќе го Не. јадеш. Ќе Ми замериш ако ме викне сведок на... Еве го. слободно. Имам една добра книга. Сега ова намерно, Ова намерно, Каква книга Намерно, има. Па не си ја ни прочитал, еве, седи тука, гледај, не си ја ни чепнал. Затоа појма немам за право, гледаш. Мириса на ново, разбира? Не е отворена. Добро, еве ти една забавна на плажа да си читаш. Ова ти е поклон од мене. Си накупив на сајамна книга, си купив 10 книги и на бидејќи летно Имаш време ли време да ги читаш? летно дече? време имам и тоа обожавам да го правам на плажа. Децава сега не се мали да бараат наше внимание непосредно, така да уживам да ти кажам. Стварно Уживам, ли да. И некој се Стварно зезнав. немам книгата. Земав да читам докторската дисертација на доктор Александра Груевска, професорка од кој што беше асистент, ја кога бев студент. Добро? Не е тоа материјал за на плажа, разбираш, са докторска дисертација, малци досадна материја, не е за брат, се убив едва ја бара прочитам. фокус. Значи не ме зезем и не е само фокус, Значи, досадна материја по дефиниција, многу Се чита статистика. белетристика на Така е, плажа, бе, нема збор. пријателе. Нема збор. Штета што не си љубител на научна фантастика, мене ме препородува ментално. Одвајај време за себе, кај што Дефинитивно. Ќе ни гледам од жена, септември. ни деца, ништо, онака да пасеш мозок. Мислам Вежбам чат па што не се гледа по беле, ама да малце чисто да се издувам. Нешто се вознемирија мојве у екипа да не има нешто вести од Србија, да не паднал Вучич, фала Богу, или останал Не знам, не. Тоа ќе видиме. Види, знаеш што, кај нас многу луѓе во мене тоа многу ми пречи. Се качуваат, еве два примера ќе ти дадам. Доаѓа Еди Рама па ја ту несвест тука македонска опозиција. Што имаме ние со Еди Рама реално, после што етничко не се образуваат. Автобуси се организираат и даду поддршка на Вучич, што ми мене геле што се случува со Бог Вучич, да ко чу. ми е гајле, Бог да чу. нашиот двор не си го средиме. Бог да чу. Еди Рама, Александар Вучик ми е Или да гајле идеш, за нив. како или да ти идеш кажам. у Москва за да се поздрави со Путин. Имаме ние екипа што се поздравила, возела сме се, ги зафркаваш, да, ги знам. Ги знам 4-5 души од нив знам. А многу Па и интересно, Димитар нели беше уште се тужака со него на кого? што видов. Па со Апасиев. Ние сме на суд, имаше 4 рочушта на кои што тој не доаѓа, до душа не е ни се да бидам реален, да не правам пропаганда и не е обврзан да доаѓа затоа што не е закажано одговор на тужба, не е закажано распит на странки, меѓутоа еве у септември сме на судење, ќе дојде и тоа. Меѓутоа неговите одговори За клевета е, така? Да, го тужам за клевета, бидејќи не можев да пројдам преку фактот да Ти спомна мајка. почина да мајка која што нема потреба да спомна знаека почината и лупаше глупости за моите вработени кои што кога своји деца ги гледам, кои што имаат патен фамилии, кои што ги гледаат тие глупости и тоа преку тоа не можев да Не се јавни личности, да, секако. и нема што да ги чепка и против тоа не можев да пројдам. Инаку го тужев и неговата ударна тупаница на социјални мрежи Горан Костовски Чиз, кој што законот налага дека прво треба да бараш извинување. Ја пуштив извинување, он уште толку да ме пишеше под еве го ово јалчно копито, не знам што, бла бла бла, дојде судење, јас сакам да се извинам, како да се и не ми се судеш, иначе предметот беше 100-0 за мене. Сакам да се извинам, судија, вика би го прифатиле ли вие ова и да завршиме тука, да се откажете од паричното поборање, викам судија, немам попаметна работа, ќе го прифатам, нека тера. Тоа кој маш нека егото на Димитар тоа никогаш нема да го дозволи, он нема да го голтне тоа, и што мене ме радува на пример, ние ќе дојдеме на суд, он во одговорот на тужба, ја ако ќе заврши предметот ќе ги објавувам секвенца по секвенца, лупа такви глупости што знаеш како са 10:00 е срамота да ги помисли, а не да ги каже. Рече дека Прво кажува дека има имунитет. Никој не може да биде тужен, има. Се ти ја следиш политичка сцена и десетици пратеници се тужени и добивани за клевет. Да. Од сите партии, Така нема е. некој што не Така од е. партија што нема
Така е. осуден за клевета. Имунитетот единствено штити од тоа да бидеш лишен од слобода, значи уапсен, освен ако не си на лице место фатен за кривично дело кое што од 5 години па нагоре. Пример сега да дојде Димитар да. Интересно. Значи Да. си убил, се прегазил. Значи Тогаш да. тешко кривично Меѓутоа, дело. Така. разбојништво си направил меѓутоа, силување меѓутоа. Тоа не е он имун, он истите глупости ги лупаше и пред обвинителство. Мерсиха, мислам го пријавуваше тогаш. Ја имам имунитет, вика доаѓам од куртоазија према колеги. Не. Ти си должен да дојдеш, значи должен си да се појавиш на поканата. Сме го малта. Јас како индивидуа, адвокат Јанаки Митровски, што го тужам него, кој што има веќе сериозна политичка моќ, значи 70.000 гласачи, 6 пратеници, 900.000 евра годишно државно финансирање, мојата тужба било така наречена слеп тужба, односно тоа е тужба за одмокници кои што сакаат новинари или гласови на разумот да ги замолкнат. Ја пак индивидуа, Јанаки Митровски против Димитар Апасиев, кој што ти кажувам се ова што ти го направи, значи политичка партија, пратеничка група, све, ја него сум се обидувал да го замолкнам. Лупа глупости, вади од кафани таму слики со другарите, не ни знае што е душевна болка, не го разбира тоа. И вика како он трпи душевна болка, иде по кафани. Па знаеш како ти дека сега ти трпиш душевна болка од кажаното и седиш вака у ќошинци и плачеш. Нема талент тој човек за да биде правник. Една е теорија, друга е пракса. Друг пат се судевме, ја ги застапав Канал 5. Да, со И Мирчевски. ти кажувам. Мирчевски многу добар потег направи што те зема тебе. Ама тоа чуба идеја беше, што мислиш? Ние бевме, Да. он седна и ни Пошто вика... Мирчевски ќе го викнам овде Викни. на кавга. И ние се, и ја ова му го реков, еве на Мирчевски прашува дали кога се договаравме да работиме, ја ова му го реков. Сакаш ли да се кладиме дека кога ќе ми ја види фацата дека ќе се повлече. И така бидна. Што збориш? Дојде, него го фати нервоза, тоа беше видно и у судница, ние ќе повлечеме према. Што тужиш онда? Што тужиш за да ама него му е гале. Се додека таму политичката партија беше тужител. И се они ќе ги платат трошоците, него му е гале. Тука кај што го тужам лично, нема да му ги плати левица, ќе си ги плати од джеб. Вако си и на суд? Не, бетер сум. Има ли снимка некоја, ко Джим Кери си? Не, видиш што е проблемот. Јас сум исто така еден од главните, ако не и ретки пропоненти, дека треба сите судења треба да има видеоснимки, барем ај ако не граѓанските, кривичните судења. На крајот на денот тие се јавни, значи ти можеш сега да идеш на било кое судење сакаш да си седнеш и да јавно си гледам. И судијата не сме да ти рече, освен во исклучителни ситуации Ако направиш неред. Искочи. Не. Пример, ако воена тајна, деловна тајна, заштита на малолетник во исклучителни ситуации, да исклучи јавноста и може да ти рече сад да излезеш. Да. Инаку на кое сакате судење можете да идете и да речете јас сум јавно. Сега не те пушта. Нема снимање, нема камера, нема аудио. Е сега. Зошто? Аудио снимање има. Зашто? Никогаш нема слушнеш дека адвокат е против тоа. Против тоа ќе бидат или обвинител или судија. Отвори YouTube канал на сите судови во Америка, ти имаш YouTube канал. Апсолутно. Што ги гледаш цело време судењата. Апсолутно. И таму има и способни, и помалку способни, и подрски, и поневоспитани, и повоспитани, и културни, и некултурни, ме разбираш? Еве нека мене една судика еднаш ми го рече тоа, кој што не ми љубов за мене, а ја многу за нејзе, ова наискрено го кажувам, таму која судница 20 кај беше. И она тоа ми вика, едвај чекам вика да почне да па тоа што викаше едвај почекам да почне да се снима. Викам и едвај чекам да почне да се снима, да си се гледам на рад, после да видиме кај грешам, кај не грешам. И како ми стои сакото. Тоа сега ми стои. Не со ки лажат, имам проблем за тоа. И затоа ти кажам, најдобрата контрола во еден дел контролата на судот се прави и преку тоа, преку обезбедување на соодветна јавност. Сега има судско-медиумски совет кој што е мешано тело од суди и новинари, кое што пробува рака на срцето, што е право да ги подобри нештата во одреден дел и ваде и правилници дека кога треба да се дозволи да се снима, како мислам и начин на кој треба да се снима, да се Требаше ли судењето на Палчо да биде јавно? Малте не и беше јавно. Малте не беше. Малте не и беше јавно за цело време, медиуми од збор до збор ги пренесуваа. Меѓутоа ова е друго, ти кажам, опремување со камери сите судници, тоа не е бог знае колкава инвестиција и иде лајвчиш. Многу ми се допаѓаше едно видео, има еден канал со еден многу стар судија у Америка. Тоа е на прекршоци. На прекршоци. Сега се пензионираш. Да, се пензионираш. Фантастичен Фантастичен 100 години има, човек. тој со италијанско потекло. Ама каков дух, каков осет, каков сенс имаше за одамна сите сум тие кажувал. работи. Тоа и ден денеска го кажувам. Авторитет во судница не се гради со камшик. Самата тога не носи авторитет. Ме разбираш, се гради со однос.
врвен судија за мене, сега во пензија, Радмила Карановиќ, ја зборам дека сум жив, жена од која што имам, ми било, значи, мера кеф и привилегија да се судам кај нејзем. И она заврши нормално, се пензионираше како основен судија, значи, до пред 2 години пред пензија пробуваше да се качува апелација, едноставно не бараат такви. Односно, она немаше партиски конекции за да ја дигне тоа апелација, врвен судија. Никогаш во животот не сум ја слушнал да повиши тон во судница, да подвикне на некој, да се скара со некој. Уживаше апсолутен авторитет меѓу сите адвокати, значи да сметам дека сама си го наметнува авторитет, не знам како да кажам, нејзиното присуство се осеќа со однос, познавање максимално и така натаму. Ден денеска чатпат се советувам со нејзе, се одамна не сум се искомуницирал, врвен судија. Значи, авторитет во судница не се гради со камшик. Тоа е факт. Русковска изгледаше прилично лошо кога дојде кај Не, супер изгледаше, што збориш, мува не лази, бе. Таа жена мува не лази, Да. кајле нема. Еве се едно нешто ќе ти кажам. И тоа и реков. Онда јас се извинувам на Не, камера. не, многу лошо ми ја и изгледаш. тоа и го реков. Викам гајле немаш, значи, што се плашам, ништо не сум сгрешил. Види, Русковска нема, ја тоа им го зборев. Конкретно со пар ликови од 27 и со Горан нели Ангелов. Зборевме, он ми збори сега ќе ја пријавиме, она се изглед, пошто ке мене збореше работи што стварно не може да ги каже. Се кажу дошле од АНБ, што и давале, тоа се доверливи информации. Ти не можеш така да идеш сега на телевизија да ги кажеш, ме разбираш. И ја ако си го гледал цело, баш и реков, викам, ова да не смееш да го збори. Ама не, тоа не е од таков карактер. Бо каков е карактер? Аз слушам АНБ, кутам. Ме разбираш? 90% од таму документите се од супер доверлив карактер. Не е така се да го кажуваме по телевизија, бидејќи она сака се да го изруга Горан или било што. Меѓутоа, она нема да одговара за тоа. Еве слушај ми го зборот. Не ради друго. Она знаеш што ќе се повика. На нешто што е така. Јас сум поднала обвиненија, судот одлучува, судот ќе не го одбил обвинението. Тоа е потврдено од апелација, потврдено од Врховен. Се уште не пресегол Страсбург дали има повреда на право на правише суди, а и да има државата ќе плаќа штети ќе најдат судот крив, а не нејзе. Сметаш дека може она да трпи притисоци и закаде? Кој? Русковска. Мува не лази бе човек, си дојде со количето сама, не знам дали трпи. Добро, добро, Она окей. вика дека се е било многу полесно бидејќи било од пензија, у Да. принцип нези која разреша беше на годината пред пензија. Она сама си ја уништи кариерата, затоа што јас збореа барем како еден републички обвинител. Случи тоа што се случи, меѓутоа незе не лази мува, гајле нема и ми викам најмирно на свет спијам. Океј, спи си. Дали имало притисоци за тој конкретен предмет? Јас сум убеден дека да. Она та не го крие, она ти вика, мене ми се воеше премиерот на една држава што не смее да помисли да дигне телефон, да ти рече слушај, ти се преквалификуе вако, вој да видиме Па фино си рекол, па што креваш? Као и за овој што му кренал. Јас се извинувам, во тој момент било кој на нормална држава, Добро, обвинителот еве, ќе рече, јас се извинувам, мој муабет е И на непознат број ја кревам. Не, Али кога ќе чујам кој, му викам фала, нема што да зборам. Не, и да е премиер, види, може да се бараат за било што. Кога ќе почне тој муабет за пресуда вака, работа на обвинителот е рече, јас се извинувам, муабетот ги пречекрува границите на пристојност и ние мора го прекинем. Кај нас тоа не е така, види, се она учествуваше и у шарена револуција, значи идеше со капче со цвикери, веројатно тоа е одамна е, не викам дека не требало да биде на позицијата на кој што било. Значи, она од 97 обвинител, сад да си глуп ќе научиш да работиш, не е Вилма глупа, така да што ти кажам, меѓутоа дека ја чисто сумнам дека на некој што одговарам. Едноставно се повика дека тоа судска одлука требало судот да го изфилтрира. За случајот за масакрот во Белград што се случи во Рибникар, за малиот рече ти дека ќе мора да го пуштат од затвор. Они го држат са на сила, малтане. Не знам дека уште на психијатричка евалуација. Не ги знам законите кај нас. Но сите стручњаци, твои колеги анализираат, вика, мора да се пушти едноставно. Тоа нема кривична одговорност кај него никаква, он е по 14 години. Плюс, Малиов интелигент, он тоа и го проверувал. Нели произлезе од search engine-ов кај него дека он проверувал која е границата за кривична одговорност у Србија. Исто како кај нас 14 значи, години. криминален ум, методичен криминален ум. Што тогаш општеството може да направи во вакој случај, пошто он може и тоа како да го повтори? Тоа е опасен, тоа сам да ти кажам, тој за иднината да се размислува, тоа е опасен, он се знаеш како ги размислува. Еве, сега ќе кажам Македонија како е, претежно се законите препишани барем во овој дел од бивша Југославија си исти. Значи до 14 години нема никаква одговорност. Од 14 до 16 години има многу лимитирана одговорност и не може да заврши у затвор, у казнено поправен дом. Значи прилично се лимитирани мерките што може да се превземат према така наречен помлад малолетник. Така да
тој сега ако го пуштат, ја мислам дека типа баш кога таргетира периодот од 14 до 16 години за да направи друга глупост. Татко и мајка му ги испосудија у затвор. Татко ми мислам дека нека посериозна казна доби нешто 9 години или колку го судија, сега не шпекулирам. Меѓутоа види с краја да децава со се дигитални дебили, тоа наотворено го кажам, тргнам од моите не се поштедувам јас, затоа сносим и ние вина. Испадна дека дедо му негде почеток на 20 век на Малјов има извршено масакр. Го читав, викам да не е измислено, го најдов на повеќе извори, го проверив, го споредив новинарски и испадна дека е валидно по име, по презиме. Кога седат цело време на телефон и кој ми е битно само на дигиталниот свет да бидат нешто, Инстаграм и ТикТок, резултатот е тој. Ти дали далеко од тоа дека промовирам алкохол за малолетници, ама ти кажи ми кој малолетник средношколец не пиел пиво, не постои тоа. Нема, сите сме пиеле пиво као. Дали разбираш дека ќерка ми има 16 години нема помирисано пиво. И ти збори како дека никој од мојот клас вика не пие алкохол или не пие пиво. Абе, сега види, има и од многу нормално и не е нормално, ме разбираш? Нормално е на тие години пиво да се навиде и виташ да пиеш да се исповрати. Ама тогаш треба да почне, не на 40 години. Тоа сама ти кажам. Значи сега им е све телефоните и мене многу јако ќе отидеме на одмор ми е најобилено затоа што тогаш вака ги тргаме малце телефони и малце да поуживаме, иначе све е телефоните. Тоа е Јанче. Многу сакам да те видам во FIFA UEFA. Дали ќе продолжи твојата адвокатска куќа да работи? Да, види. Не е тоа нешто што би ме спречило, меѓутоа глеј, у принцип по FIFA и UEFA акти ја и сега можам тоа да го работам затоа што сите спорови се водат по швајцарско касацијско право. Значи можеш сегде да, меѓутоа прво ти треба образование и реално ти треба сега UEFA диплома е бренд. За да кажеш дека нешто си научил и да можеш да привлечеш клиентела, па сега на крајот на денот и така иде. Јас многу повеќе ќе поработам на следната апликација за разлика од оваа некоја што воопшто не работи. Што треба да работиш? Види, таму е мерџингот е битен, конекциите се битни. Значи они ти праќаат кога еднаш ќе покажеш интерес, ти праќаат покани за конференции, кои што се плаќаат, не дека не, мада се тоа pocket change за мене знаеш ми викаше сопругата првиот пат кога ме одбија. Јас сум запрепастена пошто тоа академијата се плаќа 8.000 евра. И жена ми вика, како вика, па ја мислев ќе те примат, се плаќа, абе викам жена. 25 примаат. По 8.000 евра се 200.000 евра. 200.000 евра знаеш што се за УЕФА? Ситно. Милиарди имаат буџети. Милиарди имаат буџети. Тоа се чисто за трошоците да ги покријат. Да. На ниедна од тие конференции ние не отидовме, односно не отидов, кај што принцип се merging, interconnecting се запознаваш со луѓе, си лобираш сам за себе. Тоа ќе го исправам во овие 2 години, па ќе видиме што биде. Тоа ми е фокусот, сакам со тоа се занимавам и ќе видим. Со внимание и со задоволство ќе ја следам твојата кариера. Очекувам од тебе големи работи. Мислам дека некои работи ги правиш интуитивно, некои работи ги правиш свесно. Не знам кај ќе те доведе ова медиумска експонираност. И тоа ќе гледам да намалам искрено ми конзумирам. Во смисла, ама не, добро го капира медиумот, добро го капираш светот. Што тоа ќе произведе, не може да го испланира до толку, но очекувам многу, затоа што прво си застапник на common sense, здравиот разум. Сега тебе може нема да ти се допадне, ама тоа беше републиканскиот слоган кој го вика да го вратиме здравиот разум на сите оние медиумски извитоперенисти кои беа таму, па друга крајност отиде. Што уопште не е лоша, ама мора да овакво. Мој совет само вака професионален другарски, не се објаснувај кога поставуваш прашање во емисија до гости. Добро? Да. Ја прифаќам совети. Види, тој му кажав ја и се гледам да се консултирам со Пеџа и долго више номинар беше. Викам слободно, никој не се роди лучен. Чим некој седне карши тебе, ти не си должен да му се објасни зошто го прашаш. А гледам држи во да дека малце знаеш онака ваму и таму. Ова ќе си ја земам, ова ќе ти оставам можда некад ќе прочиташ. Иначе ова ќе си ја земам и баш ти благодарам. Ќе ја прочитам книгата на Јанаки Митровски, Разумен и Сомнеш. Од оваа книга произлезе и неговиот подкаст, еден од поинтересните. Јанаки, не се плаши да направиш животот чисто ради себе, да направиш една едитор емисија,
Не да одговараш пред Јанко, не да одговараш пред гостите. За вака Сам. со публика ли? Не, сам, тоа не е. сам. Све И што би било размишљаш, глупо така. знам. И ја Са Васко никогаш не Ефтов може да го анализи си запомнам. правам тука. Ама Васко Ефтов пак мора да викне гостин за да некому проектира. Добро, да, окей. Значи, ова ти е да направиш своја колумна. Ајде, ќе 1 сат колумна. Ќе размислиме. Пробај го тоа. Паш Пробај ќе го. размислиме. А ова ти е фантастично со ФИФА и со УЕФА да Тоа отидеш, ќе обркам, значи пошто обавезно. и за Македонија е битна и се надевам Немало дека- од кај нас никад, мислам и од Балкан дека немало таму. Мислам дека Македонија утре може да има многу корист од тебе. Како не? Може би за 40 години. За Енко, едно 10 години да те видам у политика. Да ти кажам и еве две работи сега ти кажам. Јанко, имаш размислување на тој план за овие избори, меѓутоа се откажавме и ја и пар добри луѓе, затоа што не би се трошал на тоа. Сега за сега не би се трошал. Не на тоа. сега, Не за дека сега. Не, немало Не ти размислување. е уште моментот. Околу другово што ми го спомна, многу корист од тоа. Луѓе, извини, околу проекти. Краткометражен филм кој што ти го спомнав. Да. Инспириран од вистинска. Не, тоа е фантастична работа. Го и снимивме, го завршивме. Браво. Да, па не си видел, имавше и слики стававме, јас ставав и клипови, ама беше овој Ненад Нацев актеров и он ми искара. Сега не ги разбирам. Викаа, ти ако сакаш да ги даваш вика на фестивал, не смееш. Да. Што треба да е објавен, ќе ти рече тоа има секвенци доволно сме видели, Да, можеш не смееш. Чи Да. биде да... Фантастична екипа имавме. Тој ти е, значи, low budget, по-low не може да биде. Све Пошто разбирам. беше само финансирање. Дома имам режисер. Да, значи, например, Тони Михајловски играл филмот, Тања Кочовска. Значи, јас ми е срам сега на 39 години да сум воодушевен, да ти кажам каков актер е Тања Кочовска, ја на задник паднав. Она е, нели, етаблирана 100 години, меѓутоа са многу повеќе еве сум ја следел кариерата на Тони отколку на Тања. Тања, такво актериште, брат, да паднеш на задник. Беше Катерина Шехтанска, со која што патем си имаме тужено и од нос ми го вадеше на цело снимање. Шехтанска беше Ненад Нацев. Убава, добар актер, Да. али многу тешка жена. Мене ми кажуваш, та некој да ти го збори, ја професионално сум застапувал, човек сум го тужел, и ја и кажувам од типот, викам, костимов, знаеш, ти го донеса, не бе, вика, доне, не ме памтиш, вика, истиот го носев, вика, кога ме судеше. Не, отров е. да. Да. Меѓутоа многу корисни совети и ја имав мала улога на адвокат, мислам, во филмот, и тоа е ѓаволски тешка работа. Јас сум тотално незадоволен од самиот себе си, јас сум си само на себе најголем критичар, значи, сите овие ме советуваа, значи Тања, пошто у судница снимавме со Тања и со Катерина, вика дека не можеш вика ни да глумиш, како што си опушти и тој момент не можев никако да го совладам, разбираш? Да се и се гледа дека си стегнат, значи тотален аут, мене не ми се свиѓа, ако вие ме тежат, не добро беше, не беше добро, саква не, меѓутоа продукцијски ќе гледаме да го завршиме септември, октомври, затоа што ќе опреќаме поубавиве фестивали, па сад да видиме што ќе направиме. Good luck. Стојам на располагање да помогам. Отиде микрофонот. Добро. Драги мои, тоа беше се за вечерва. Благодарам на Јанаки за гостувањето и за сите совети кои не ги даде. Поздрав, лека ноќи, пријатно.